Градежната експанзија народот ја поистоветува со градежна мафија, подмитување и корупција, со цел да се остварат нечии лични интереси и да се зголеми профитот. Постои ли начин ова да се спречи? Секако дека процесот е долг и тежок, но со системска превенција и општествено ориентирана борба, долгорочно можеме да постигнеме успех. Би споменала два фронта на кои треба особено да се концентрираме. Промена на структурата на приходите во буџетот на општините и градот Скопје и секако борбата против корупцијата. Во однос на структурата на приходите се поставува прашањето дали комуналните такси треба да бидат толку значен дел во приходната страна на општината. По примерот на развиените земји, треба повеќе да бидат застапени другите видови на сопствени приходи пред се данокот на имот. Со обезбедување на прогресивна стапка на овој данок, особено за сопствениците на повеќе станови во иста општина, може значајно да се промени структурата на приходите во една локална самоуправа. Во функција на зголемување на свеста на граѓаните за чување на заедничкото добро, сметам и дека приходите од парични казни утврдени со закон, исто така треба да добијат значајна улога во приходната страна на општините. Од аспект на борбата со корупцијата, Државната комисија за спречување корупција, институција во која неодамна почнав да работам, треба да одигра клучна улога во спречувањето на корупцијата преку откривање на коруптивни сделки, превенција и јакнење на свеста на граѓаните, но и во извршување на антикорупцијска проверка на законската регулатива и предлагање измени на законски одредби кои го нарушуваат јавниот интерес. Постојат бројни примери кога по закон се нарушува јавниот интерес. Впрочем, и парцелата Паркинг Холидеј Ин е окрупнета и продадена по закон, спротивно на јавниот интерес на граѓаните.